Ајде да ги видиме математичките закони уште малку. Прво е комутативниот закон за собирање и за множење, кој што кажува дека ако собироците, односно множителите, си ги променат местата, вредноста на резултатот нема да се промени. Еве ги А плюс Б е еднакво на Б плюс А и Б се било кој броеви, ако тие си ги сменат местата, резултатот ќе остане ист. И еве, на пример, едноставен 5 плюс 3 е 8, меѓутоа и 3 плюс 5 е еднакво на 8. Истото важи и за множењето, ако множителите си ги сменат местата, резултатот нема да се смени. Еве го, на пример, едноставно 5 по 3 15, меѓутоа и 3 по 5 е 15. Следни се асоцијативните закони за собирањето и множењето, кои што кажуваат ако множителите, односно собироците, различно се групираат, исто така вредноста на резултатот ќе остане иста. Значи, ако имаме еве ги 3 собироци, А плюс Б плюс С, така, ако прво ги собериме вториот и третиот, па на тоа го додадеме првиот, или прво ги собериме првиот и вториот, па на тоа додадеме третиот, резултатот ќе остане ист. И повторно еве, на пример, петката плюс 7 плюс 3. А каде прво 7 и 3 да ги собереме, ќе добиеме 10. Па 5 плюс 10 ќе даде 15. Или може исто 5 плюс 7 ќе даде 12. Првите два, па на тоа кој ќе додадеме 3, повторно ќе добиеме 15. Истото важи за множењето, така ако различно се групираат множителите, резултатот ќе биде ист. Така, еве, исто тука, например, 4 по, вториот и третиот сме ги групирале, 3 по 2 е 6, 4 по 6 е 24, или ако ги групираме првиот и вториот, 4 по 3, добиваме 12, по 2, повторно 24. Дистрибутивниот закон за множењето и собирањето, гледате, А по Б плюс С во заграда. Така, имаме множител и овде имаме собирање, така. Погледајте се. Како се разложува? Се разложува. А-то се множи и со едниот и со другиот собирок. Значи А по Б плюс А по С. Еве, погледајте. И ајде тоа на пример исто да го видиме. Значи петката ако се множи со 3 плюс 4. А од редоследот на операции можеме прво да пресметаме 3 плюс 4. Така во заградата тоа е седмица, 5 по 7 е 35. Меѓутоа, дистрибутивниот закон ни кажува дека можеме истото да го пресметаме како 5 по 3 плюс 5 по 4. Еве го, 5 по 3 плюс 5 по 4. 5 по 3 е 15, 5 по 4 20, тие два кои ќе се соберат, гледате, повторно остана 35-ката, односно резултатот не се смени. Истото ќе важи за дистрибутивниот закон за множењето и одземањето. Така, во претходниот пример овде беше плюс, сега е минус, така, значи А по Б по А минус, се извинувам, А по Б минус А по С. Дистрибутивните закони важат и обратно. Што ми значи обратно? Значи, гледате овде прво доаѓа множителот сам, така па после доаѓа заградата. И во претходниот пример доаѓаше исто множителот сам, па после доаѓаше заградата. Може множителот сам да доаѓа на второто место, а заградата така, тоа повторно доаѓа на некој начин од комутативниот закон за множењето. Овој и овој број може да си ги сменат местата, така. Едниот множител, тој А плюс Б, и вториот множител С, така, може да си ги сменат местата. И повторно ќе дојде А по С плюс Б по С, и истото важи и за одземањето. Еве го А минус Б, па по С, еве го горе, погледнете го, тоа е разликата, гледате, заградата овде доаѓа на второто, овде доаѓа на првото место, меѓутоа правилото останува исто. За делењето и собирањето дистрибутивниот закон, внимавајте, А плюс Б делено со С, исто е правилото А делено со С и Б делено со С. Еве го, например, 6 плюс 4, ако се подели со 2, во заградата 6 плюс 4, 10, делено со 2, еднакво на 5. Или 6 делено со 2, плюс 4 делено со 2. Така како што кажува дистрибутивниот закон. А делено со С и Б делено со С. 6 делено со 2, тоа е 3, 4 делено со 2, тоа е 2, 3 плюс 2 е 5. Гледате, резултатот остана непроменет.
И истото ќе важи и за дистрибутивниот закон за делењето и одземањето. Значи, наместо А плюс Б, долу имаме А минус Б. И повторно истиот закон. А делено со С минус Б делено со С. Што треба тука да знаеме? Тука треба да знаеме дека дистрибутивниот закон за делењето не важат обратно. Зошто? Зашто не важи комутативниот закон како горе што објаснувавме. Значи не може А делено со Б плюс С не е исто со А делено со Б плюс А делено со С или исто овде со минус. А делено со Б минус С не е исто со А делено со Б минус А делено со С. Погледајте, не еднакво стојат како знаци. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ви помогнав барем малку да се разберат овие работи. Ви благодарам уште еднаш.